Добре дојдовте. Уште во една наша емисија, вашиот пратеник. Гостин во оваа наша емисија е пратеничката Драгана Арсова. И овој пат ќе говориме за онаа друга страна на пратениците, второто лице кое граѓаните не го познаваат. Добре дојдовте. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Честа е моја да бидам присутна во студиото на Собраницкиот канал. Пратеничке Арсова, вие сте една од помладите пратеници овде во Собранието. Родени сте во Штип, имате завршено на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Вие сте дипломиран правник. Сега ве гледаме во улогата на пратеничка. Можете ли малку да ни кажете како стигнавте до оваа сега улога, политичка, да речем? Така, јас сум дипломиран правник и особено сум горда што сум дел од првата генерација студенти на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Во 2012 година, по завршување на моето образование, една година посветив на приправничкиот стаж, кој ние како правници треба да го имаме за да можеме да го полагаме правосудниот испит. Волонтерски работев во адвокатска канцеларија, каде согласно легитимацијата што ја имавме од адвокатската комора, можевме да бидеме присутни и на судења. Одев на судења во Основниот суд Штип, таму ги следевме судските процеси, се запознавме и стекнавме искуства и од областа на адвокатурата, на судиите, на обвинителите и целиот правосуден систем во државата. По завршување на приправничкиот стаж го положив и правосудниот испит. И понатаму, волонтерски се вклучив во оделението за правни работи во локалната самоуправа на општина Пробиштип, каде се стекнав со знаење и искуство од работата на локалната самоуправа, а професионалниот ангажман го продолжив во областа на нотаријатот, односно пред да станам пратеник, работев во нотарска канцеларија, работев во сите сегменти од областа на нотаријатот, од УЗП заверки на потписи, преписи, преводи, оду предмети, односно солемнизации на договори за купопродажба, поклони, оставински предмети, бидејќи нели нотарите се повереници на судот, ги работат оставинските предмети, односно наследството на имот од оставителите, на законските наследници, нотарски платни налози, односно со целокупната материја што е во надлежност на нотарите согласно законот за нотаријат. Исто така би сакала да истакнам дека имав можност и чест да бидам и советник во Советот на општина Пробиштип и тука директно учествував во носењето на одлуки на локално ниво. Така почна интересот за политика, предпоставувам. Од кога се интересирате за политика? Така, може би интересот за политика е и од многу порано. Уште во средношколските денови имав интерес за општествените случувања, меѓутоа тоа би можела да го истакнам како некоја желба за докажување на правда, еднаквост, правичност, што понатаму во текот на моето високо образование со самите студии на право во студентските денови ми се роди желбата за активно вклучување, всушност и професионалниот ангажман на локално ниво подоцна ми придонесе да сватам дека доколку сакаш да имаш влијание и да направиш нешто, мораш и активно да се вклучиш во политиката. И од тука, од желбата за правичност и еднаквост, правда, прерасна и одлуката конкретна за политички ангажман. Сега ве гледаме во пратеничките клупи, но вие сте мајка и сопруга истовремено. Како ги спојувате овие две улоги? Вака, да, тешко е да се изменаџираат тие работи и да се направи баланс помеѓу приватните обврски и оваа одговорна функција која ние како носители на јавни функции ја имаме. Меѓутоа, кога знаете дека и покрај напорен и тежок ден имате раширени рачиња детски дома во прегратки кои со нетрпение ве очекуваат, тоа е дополнителен мотив и инспирација уште поактивно и поодговорно да работите за создавање на подобра иднина. Така, жените помалку, некако потешко се пробиваат во политиката поради токму овие обврски што сега ги набројавте. Ја имате ли поддршката од сопругот, од двете прекрасни ќерки?
Поддршката од моето семејство е моја најголема мотивација и инспирација. Ја имам огромната поддршка од семејството, од сопругот и од моите две ќерки. И ќе продолжам, како што реков, да работам за подобри иднина на моите и на сите деца во Република Македонија. Така, едната е 3 години, поголемата е 10 години. Вака кога ќе видат на телевизија, како реагираат? Малечката се уште е мала, возраста не и дозволува да може да свати дека мама ја има на телевизија. Меѓутоа, поголемата ќерка е ученик во 4-то оделение. По предметот општество тие изучуваат и надлежност на собранието, основни податоци за надлежноста на собранието и знае која улога ја има незината мајка и реагира со емоција кога ќе ме види на медиумите и на телевизиските екрани. Така, како и секое дете, нели? Пратеничке, рековме, родени сте во Штип, но живеете во Провиштип. И двете средини се помали. Тука многу влијае и традицијата, другарството, семејството и така натаму. Што влијаеше најмногу кај вас да се стекнете со сите овие особини, карактеристики? Така, живеам во Пробиштип, тоа е едно мало место во источниот дел на Република Македонија, меѓутоа за мене е многу повеќе од една точка на мапата. Пробиштип е сведок на борбата во макотрпната работа во борбата за екзистенција, символ на рударска традиција. И во Пробиштип, освен што се слушаат рударската песна и звукот на рударскиот чекан, силно одекнуваат и тишините на Лесновскиот манастир, која е во непосредна близина на нашиот град. Лесновскиот манастир е символ на духовна историја, на културно наследство и топло ви препорачувам, доколку имате можност, ваша следна дестинација да биде Пробиштип и Лесновскиот манастир. Јас ви уверувам дека таму ќе го почувствувате мирот на вековните фрески од многу векови претходно во Лесновскиот манастир и дека луѓето таму ќе ве пречекаат со топла и искрена насмевка. Пратеничке Арсова. Во вториот дел од нашиот разговор ќе говориме повеќе за ангажманот овде во собранието. Член сте во неколку работни тела, но и во неколку групи за соработка. Можете ли да ни кажете кои се тие и каде најмногу се пронаоѓате? Така, член сум во неколку работни тела, односно комисии во собранието. Член сум во Законодавно-правната комисија, Комисијата за социјална политика, демографија и млади, заменик член во Комисијата за култура и туризам и заменик член во Советот на Собранискиот канал. И интересно, што би сакала да го истакнам, е тоа дека Законодавно-правната комисија денеска ќе одржи 156-та редовна комисиска седница, односно Законодавно-правната комисија е комисија која има одржано најмногу седници, не само во овој мандат, туку и во претходните. Таму повеќето од членовите и замениците се правници по професија и најчесто во оваа комисија ја разгледуваме усогласеноста на предложените закони или измени на закони со Уставот на Република Македонија. На Законодавно-правната комисија исто така се разгледуваат и барањата за автентично толкување на одредени членови по закони и, како што кажав, најчесто и најактивно сме присутни на седници членовите и замениците на Законодавно-правната комисија. Така, како правник секако дека тоа најмногу ќе ви интересира. Да преминеме на второто прашање. Собранискиот деловник дозволува, односно задолжува пратениците секој петок да се среќаваат со граѓаните во своите пратенички канцеларии или по улица едноставно. Но овие средби секако дека не е само петок каде што се среќавате, кога се среќавате со граѓаните. Тоа се секојдневни средби. Но овие средби што најмногу граѓаните ви соопштуваат, побаруваат од вас? Така, според деловник, пратениците во петок треба да се присутни во граѓанските пратенички канцеларии, кои инаку се отворени цело време. Значи, во граѓанските пратенички канцеларии има вработено асистенти кои помагаат во работата на пратениците. Меѓутоа, не само петок,
граѓаните имаат потреба од средби во текот на неделата, со заеднички диалог и компромис наоѓаме начин дали тоа ќе биде пред почетокот на собраниските активности, пред тргнување на работа или по завршувањето да ги оствариме средбите и да ги слушнеме нивните проблеми. Најчесто се соочуваме со проблеми и бараме заеднички решенија со граѓаните што се соочуваат во секојдневните предизвици, односно проблеми поврзани со образование, здравје, во областа на социјалната политика и секогаш успеваме да најдеме заедничко решение. Исто така во пратеничките канцеларии реализираме и доста средби со здруженија на граѓани, младински организации. Тука имаме повеќе простор за соработка и размена на идеи, што понатаму ги преточуваме во конкретни решенија кои ќе придонесат за подобра иднина и поубав развој на општеството. Од овој мандат остануваат уште речиси 2 години. Ова е ваш прв пратенички мандат. Сепак ќе ве прашам, зашто најмногу ќе се залагате во останатите 2 години од овој мандат и по што ќе сакате граѓаните да ве паметат? Така, веќе сме на половина од пратеничкиот мандат. Во остатокот на мандатот ќе продолжам да се залагам да поддржувам политики како што и поддржува мојата политичка партија од која доаѓам, ВМРО-ДПМНЕ, целата наша пратеничка група и сите политики што ги води ВМРО-ДПМНЕ, која води и владата во државата, се залагаме за политики кои носат резултати на долг рок. Јас како пратеник ќе продолжам да ги поддржувам политиките и решенијата кои ќе помагаат и на ранливите категории. Ќе се залагам за подобро образование, за поквалитетно здравство, затоа што секое едно дете треба да има можност да учи и да се образува во квалитетни услуги, затоа што образованието е темел на иднината и на стабилноста на државата. Ви благодарам на разговорот. Ви благодарам за поканата.